Уште една важна работа што ни остана при читањето во старогрчкиот јазик е здивот. Имено, во старогрчкиот јазик има правило. Секој збор што започнува со самогласка, над самогласката се пишува знак за здив. И тоа тој здив може да биде како обратна запирка и тогаш го читаме како Х пред самогласката, значи додаваме едно Х пред самогласката и читаме хосос, еве со кирилица напишано хосос, или како запирка, значи не превртена запирка, туку правилна запирка и тогаш не му даваме никаква вредност и читаме без Х, значи читаме ојос. Ојос. О, јота, омикрон, сигма. Омикрон, јота, омикрон, сигма. Ојос. А тука омикрон, сигма, бидејќи имаме еден спиритус, ова знак ќе се вика спиритус аспер, а ова се вика спиритус ленис. Значи, кога имаме аспер, читаме Х, хосос, а кога имаме ленис, не читаме здив, читаме ојос. Овде уште да кажеме дека кога имаме работа со дифтонг, знакот, спиритусот, или подосна ќе видиме и акцентите, се пишуваат на вториот дел од дифтонгот. Односно на полусамогласката, а се читаат на првиот. Да видиме во пример. Еве, на пример, имаме омикрон со спиритус аспер горе и читаме хо. Имаме хо, ета, гама, епсилон, сигма, тау, ро, алфа, тау, омикрон, сигма. Но бидејќи на етата имаме спиритус аспер, пред етата читаме едно Х, значи хегестратос, хо хегестратос. Да кажеме уште кога пишуваме голема буква и кога тоа е самогласка, знаците, значи спиритусот или акцентите ги пишуваме пред буквата. А кога ќе имаме работа со мала буква, еве како во хора, спиритусот или акцентите ги пишуваме над буквата. Кога имаме дифтонг, сите знаци ги пишуваме над вториот дел од дифтонгот. Во случајов ун, знаците се пишуваат над ипсилонот. Или во случајот над хој. Гледате, знакот спиритусот аспер е напишан над јотата, над вториот дел од дифтонгот, но бидејќи и е аспер, се чита Х, читаме тој здив, тој аспер, го читаме на првиот дел од дифтонгот, значи на О, и читаме Х и Ој, хој. Уште ни остана да кажеме нешто и за акцентите, значи во грчкиот јазик имаме 3 акценти. Акут, значи навален налево, киркумфлекс, еве го, овдека на детата, се пишува како лак, и може да стои само над долги самогласки. И гравис се пишува само во последна позиција, односно на првата самогласка одназад, ако падне акцентот,
и е навален надесно. Се надевам дека ќе најдам. Без разлика, сега во случајов не можам да најдам пример, но грависот е ист како акутот, само акутот е навален налево, а грависот е навален надесно. Значи да запомниме, сите знаци, било да е акцент, било да е акут или киркунфлекс, било да е спиритус, аспер или ленис, кога се пишуваат над дифтонг, се пишуваат на вториот дел од дифтонгот, а се читаат на првиот. Еве, имаме дифтонгот алфа ипсилон, треба по правило, значи во наутај морнари, што значи морнари, да биде акцентиран дифтонгот. Акцентот се пишува на вториот дел од дифтонгот, а се чита на првиот, наутај. Не читаме наутај, туку наутај.